благодарам што сте тука прво со нас во нашата делегација. Денес се одржува вториот самит на Берлински процес во нашиот регион. Првиот беше во 2020 година, кога организатори беа Северна Македонија и Бугарија, меѓутоа заради ковид пандемијата беше организиран онлайн. Ова е втор, каде што со физичко присуство ќе бидат заедно лидерите на земјите од Западен Балкан, заедно со председателка на Европска комисија, на Европскиот совет и други лидери на земји членки на Европската унија. Очекувањата се дека ќе имаме конструктивна дискусија прво во однос на зголемување на регионалната соработка, во однос на зголемување на инвестициите за поврзување на регионот, односно на сите земји во регионот и посебно разговори во однос на обезбедување на енергетска независност и обезбедување на дополнителни финансиски средства за енергетско осамостојување на регионот и зелена транзиција на енергетскиот сектор. Дополнително ќе биде потпишан и договор за меѓусебно признавање на дипломите на фармацевтите, потоа на акушерките, на медицинските сестри и на кои што доаѓаат како дополнување на оно што го потпишавме на минатиот самит, а тоа беше признавање на дипломите на лекарите и на другите дејности кои што се регулирани согласно со европските директиви. Во текот на овој самит ќе имам разговор, односно на самитот на Берлински процес, ќе имам и разговори со канцеларот Шолц во текот на денот. Утрово имав состанок со комесарот Вархеи, на кој што разговаравме за процесот на проширувањето. Прво во однос на скрининг процесот, кој што веќе се ближи кон својата финална фаза и кон подготовката на финалните извештаи. Меѓутоа исто така разговаравме и за поврзувањето помеѓу земјите од Западен Балкан. Пред се тука мислам на дигиталното поврзување, кое што е една од основите за воспоставување на заеднички регионален пазар, кој што ќе биде компатибилен со заедничкиот европски пазар за воспоставување на инфраструктура и на механизми. Имав состанок и со председателката на Европската банка, господја Рене Басона, која што разговаравме конкретно за проектите кои што се финансирани од страна на ЕБРД во однос на поврзувањето на коридорот 8 со Албанија, како и на проектите кои што се однесуваат на финансирање на енергетските проекти во државата и на интерконекцијата со Грција во однос на гасното поврзување на Северна Македонија. Во текот на утрешниот ден ќе имам и состанок со подпредседателката на Светската банка, со која што ќе разговараме за долгорочниот план кој го имаме со Светска банка, за кој веќе разговаравме во Њујорк во однос на финансирањето на проектите во Северна Македонија во наредните 4 години. Благодарам. Благодарам.